Сами си знаеме кои споменици не се наши. Комисија и мислење од грчка страна не се потребни, бидејќи се е јасно пропишано и напишано во Преспанскиот договор. Велат за Алфа од владата. Се што се однесува на античкиот период е грчко, нема македонско. Секој паметник ќе добие и плакета која ќе го потврди ова. Ќе направиме увид во сите споменици и за сите за кои што ќе се утврди дека се дел од хеленската историја, ќе бидат означени со плочка на која што ќе пишува овој споменик е тоа и представува дел од хеленската историја. Значи дека рокот предвиден од 6 месеци ќе биде испочитуван, како што стои во самиот договор од Преспа. Таму е утврдено, како што е утврдено таму, тоа значи дека ние ќе го имплементираме овој дел од договорот. Според договоренот, ние треба да го отстраниме и сонцето на Виргина од сите јавни обележи. Ке се пристапи кон отстапување на символот истакнат на поранишното државно знаме од сите јавни места и од јавна употреба, стои во договорот. Археолошките факти за среќа не спаѓаат во опфатот на оваа одредба, но нема да има промена на името на плоштадот во центарот на метрополата, кој ќе остане Македонија, велат од владата. Плоштадот Македонија останува да се нарекува плоштад Македонија. Во меѓувреме, додека ние утврдуваме какви споменици имаме, грците со идеја да го присвојат споменикот од плоштадот Македонија воин на коњ, кој го представува Александар Македонски. Сакаат Трамп да го земат нашиот, а да ни го дадат атинскиот стаклен тркач. Идејата, тврди авторот на тркачот Костас Варуцос, била на грчката министерка за култура. Господја Зорба во разговорот ја спомена идејата тркачот да се пренесе во Скопје и одговорив дека тркачот не може да замени од Атина од многу причини. Освен тоа што скулптурата и припаѓа на општина Атина, јас ги имам авторските права и не е само оваа причина. Зорба пак тврди дека уметникот лаже. Во рамките на една општа дискусија со истакнати грчки уметници, меѓу нив и господинот Вароцос, беа разговарани и коментирани многу работи, но не е и таков предлог, имам други приоритети. Можност за размена на споменици постои, но според грчката министерка тоа не било под нејзина надлежност. Од нашата влада пак велат ваква иницијатива немало.